Македонскиот Вухан го нарече јавноста Охрид како аларм дека градот може да стане жариште на COVID-19. Но додека за време на летните одмори едни пееа на журки, други се бореа за здив во болница. Мора што повеќе се заштитиме, затоа што во прашање се човечки живот. Тоа што се деша, што е во градот е еден свет, што е тука во болницата е сосема друг свет. Делумно поради новите кластери, делумно поради есента, здравствените власти се подготвуваат и за најлошо сценарио. Рано е да кажеме дали вирусот дефинитивно слабе. Колку ќе биде силен есенскиот бран и можно ли е враќање на старите рестрикции? Отидеме ли во аут со најцрни бројки, никој од нас нема да се либи да било што предложиме за спречување на понатамошно ширење на вирусот. Проценките на Центарот за јавно здравје во Охрид и останатите центри во земјава се дека дури 1/3 од новите случаи на COVID-19 во Македонија во последниот месец се поврзуваат со посета на места како Охрид и Струга. Според нивните анализи, сите се последица од масовни собири и настани на кои не се почитуваат мерките за заштита. Но на одмор се чини ретко кого го засега овој факт. Тука во Охрид не ни зборуваат ни за корона. И многу сум среќен и тоа е причината ја зашто не се враќам во Скопје. Затворените граници го направија Охридското езеро главен центар за домашните туристи. Па плажите и на крајот на август и почетокот на септември беа преполни. Се разликува од претходните години. Повеќе луѓе. Повеќе луѓе минаваат, да, хаос. И не се почитуваат ни правила, ни ништа. Не се почитуваат. Маските најчесто се носат како моден детал или се обврска само за угостителите. Си имат ризик, секако дека си имат, ама економскиот ризик мислам дека повеќе не чинеше. Многу малку има што има маски. Меѓутоа, ако сме релаксирани, добро е. Тоа е нашата култура, нашата совест, а што ќе биде тоа зависи од нас. Дел од локалното население стравува од нов раст на епидемијата. Други пак остануваат генерално сомничави. Од каде знаат тие? Од каде да ги прашаш? Од каде кој им кажа? Сигурно по телефон им јавија, слушајте, сега ќе ви ало, кој е на телефон корона? Сега да знаете, чувајте се. Ова е нешто филмовано, ова е сомнително нешто е. Но оние што го почувствувале вирусот, не се сомневаат во неговата подмолност. Како си, дедо? Добар си? Во нормални околности, Дејан Лескаровски ќе беше на фудбалскиот терен, но коронавирусот го донесе на друго место, инфективното одделение во Охрид. Нема граници во годините, ево јас 34, па имав тешки симптоми, да речеме. Значи не бира години болест, вирусот. Се тестирал преку скринингот на Фудбалската федерација, во чии рамки се открија повеќе позитивни случаи. Јас се штитев најмногу што можев, али пак ево го почувствував тој вирус и голема грешка се прави тоа што одат на журки. Затоа што нашколно не сакаат да одат, а на журки одат истите луѓе, истите деца. Тоа е голема грешка. Во Охридската болница полни се и машкиот и женскиот оддел за болни од COVID-19. Бевме 3 дена Албанија и после, ама оттаму почнав, не бев фарна оттаму и се вратив. Па не го сваќавме сериозно, на вистина. Не го сваќавме и не држевме и мерки, маски, ама... Во еден ден, тука се трошат и по 20 на боци кислород. Поради пандемијата, болницата е речиси целосно реорганизирана. Вакво лето сме немали во Охрид. Доста, значи, оптовареност од ковид, оптовареност од туристи, оптовареност на болницата на сите можни начини. Ние имаме кај на константа моментално, каде што ако ги следите бројките, ќе видите дека нема ден во Охрид да нема по некој позитивен.
За да може да се обезбеди повеќе простор за лекување на пациенти со коронавирус, на местото на зеленилото во болничкиот двор ќе се гради ново инфективно одделение, по примерот на монтажната болница во Скопје. Не верувам дека ова така лесно ќе заврши. Меѓутоа, подобро да сме спремни него нешто да не изненади. Новата монтажна болница во Охрид е една од планираните 16 такви објекти низ земјава. До сега болни од коронавирусот се лекуваа во болниците во Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Гостивар, Велес и на инфективните одделенија во Охрид, Струга, Битола, Прилеп и Кавадарци. Новите 16 привремени COVID-19 центри ќе се финансираат со пари од Светската банка. Освен во градовите каде веќе се лекуваат потешки случаи од болеста, монтажни болници за COVID-19 ќе се градат и во Гевгелија, Струмица, Кичево, Дебар, Кочани и Ресен. Целта на здравствените власти е пред очекуваниот есенско-зимски бран да има доволно место и за COVID-19 пациенти и за оние со други здравствени проблеми. Имаме зголемен број на новозаразени во повеќе градови во Македонија, Прилеп, Велес, Куманово, Скопје, кои што новозаразени потекнуваат од илинденските празници поминати овде во Охрид. Тоа се претежно млади луѓе од 20 до 35-40 години, кои што се однесувале неодговорно или пак нивните блиски се однесувале неодговорно и ја добиле заразата. Згора на тоа не ги рачунаме оние што се асимптоматски, кои што не можеме ни да ги откриеме, кои што биле овде. Добро вечер, Струмица! Освен од забавите во туристичките центри, нови заболени доаѓаат од разни собири, тајни семејни веселби и концерти без маски и дистанца. Сепак, генералната слика што ја гледа јавноста е дека интензитетот на епидемијата има упаѓачка тенденција. Денешните податоци од Министерството за здравство покажуваат дека во земјава има 2018 активно болни од COVID-19, што е двојно помалку од крајот на јули, кога имаше речиси 4200. Но генералната слика може и да лаже. Според последната анализа на Институтот за јавно здравје, во моментов има широко распространета трансмисија на вирусот во Скопје, Гостивар, Прилеп и Куманово. Дел од општините на истокот на државата пак се во така наречена фаза 3, што значи локализирана трансмисија. Првиот човек на Комисијата за заразни болести, Жарко Караџовски, епидемиолошката состојба во земјава ја оценува како стабилна и под контрола. Но и самиот вели дека го плашат новите туризам и забава кластери. Следливоста на кластерите е до тамо дојдена да ние ги познаваме оние што биле на иста свеченост или биле на иста во наводници журка. Меѓутоа, бидејќи сега имаме локална трансмисија меѓу населението, дел од овие не можеме да ги пофатиме. Зошто? На прашањето не е како порано да ги кријат податоците, него едноставно сум бил на повеќе места, сум бил со повеќе групи, сум бил со повеќе луѓе. На клучното прашање, дали вие и групата имавте заштитна маска? Не. Тоа е нашиот најголем проблем во моментот, што луѓето се олабавени. Според министерот за здравство Венко Филипче, ризикот за ширење на болеста секаде е ист, бидејќи луѓето се раздвижени. Смета дека бројките сами по себе не значат ништо, туку дека е важно колку од заболените ќе завршат во болница и дали навреме ќе се откријат потенцијалните кластери. Нашата проценка е, но повторно ова со една резерва заради тоа што го кажав на почетокот, не можеме апсолутно никогаш да бидеме сигурни. Можно е да има одреден притисок кон болниците, поголем, на крајот на декември и во текот на месецот јануари. Тогаш е најголемиот притисок и од сезонскиот грип и од настенките. Значи, се спремаме за тие месеци да имаме целосно спремни болнички капацитети. Иако монтажните болници како во Охрид се уште стојат само на хартија, Филипче уверува дека државата е подготвена. Вели Министерството е наготов да ги постави, штом добие зелено светло од Светската банка. Обезбедени се и тестови и медицински кадар. Ако состојбата ескалира, не исклучува рестрикции, пред се во угостителството и движењето. Планираме рестриктивни мерки најпрво за одредени региони
општини, делови од градови, наслови и така натаму, каде што епидемиолозите ќе оценат дека навистина има голема трансмисија на вирусот. Сметам дека нема да има потреба, ама повторно ќе кажам дека ова го кажувам со резерва, за некоја голема рестрикција на движењето, полној пример кој што го имавме на почетокот, заради тоа што сметаме дека со овие таргетирани мерки, согласно искуствата кои што сега ги имаме, ќе го постигнеме саканиот ефект. Ригорозни мерки во моментов не посакува и шефот на Комисијата за заразни болести. Но и Караджовски вели, ако мора, ќе се воведат. Па валјда нема да дојдеме до тамо да можеме да кристална јасна ситуација во која што мерката треба да ја спроведе населението, ние да даваме нови мерки. Полициски, водредни состојби, карантини, полициски час и тие работи. Не е во ред тоа. Затоа што свеста на населението е до тамо дојдена, да ние очекуваме секој поединец да се грижи за своето здравје и секој поединец да даде придонес кон колективното здравје. Додека здравствените власти се одговорни за диагностика и лекување на болеста, се додека нема вакцина, превенцијата зависи од поведението на секој граѓанин. Оние кои имаат свој близок што се бори за здив, не ги интересира кој како ја сваќа заканата. Единствено им е важно нивните најмили што поскоро да им се вратат дома.